Се уште не може да се дефинира типот на фрапантната античка градба неодамна откриена во археолошкиот локалитет Стибера, а во чиј средишен дел се наоѓа бунар, што според археолозите укажува на постоењето на развиена античка цивилизација на овој дел од Пелагонија. Новооткриениот објект се наоѓа во непосредна близина на пред неколку години откриениот храм на божицата Тихе, а пронајдените експонати засега се единствени од тој тип кои се пронајдени во земјава, но и пошироко, што уште повеќе ја зголемува нивната историска вредност. Од она што досега го имаме откриено, најважни се наодите на 3 мермерни блокови на кои што има надпис. На овие надписи стои дека Кефалон, виден граѓанин на Стибера, кој што бил син на Еубулит, донирал од своји лични приватни средства за оваа градба што сега откриваме да се подигне, да се изгради. Археолошкиот локалитет Стибера, иако според својата историска вредност, се вбројува во рангот на локалитетите Хераклеја и Стоби, сепак поради слабата заинтересираност на државата за финансиска помош, многу малку е истражен, а проблем е и тоа што најголемиот број од наоѓалиштата се наоѓаат на приватни имоти. Единствено среќа имаме, оваа градба баш сега што ја откриваме, баш овој дел од таа градба е еден мал појас што е државен. Сега овој проблем како би се решил понатаму, тоа веќе апелирано е и до оние што се надлежи за тоа, меѓутоа за сега одговорите не беа баш поволни за да речем да се реши овој проблем. А исто така и сумата, да речеме, не е некоја голема, максимално до 15.000 евра, овој цел овде горен дел, акрополата на градот, треба да се одвојат, а 15.000 евра една кола за едно министерство, да речеме. Ништо страшно според мене. Фактот што на овие простори се откриени многу вредни археолошки наоѓалишта, а огромен дел не се ни отворени, само се повеќе ја потврдува тезата дека Пелагонија и Македонија воопшто всушност лежат на непроценливо археолошко богатство, што пак укажува на нашите длабоки антички корени, појаснуваат археолозите.